Чешка поддржува евроинтеграција на Македонија. Германија бара 288.000 странски работници годишно. Роботско куче го револуционира земјоделството во Англија. Богаташи создаваат апчиња за долговечност. Запленети 3.000 фалсификувани Гибсон гитари. Почетоците на македонските бендови. Причини за појава на сина светлина. Министерот за надворешни работи Тимчо Муцунски се заблагодари на Чешка за постојаната поддршка на Македонија во процесот на евроинтеграција. Тој ја нагласи важноста на парламентарната дипломатија за унапредување на билатералните односи и истакна дека Чешка е посветена на помагање на Македонија во нејзините напори за членство во Европската унија. Посетата на Прага, која беше дел од серијата дипломатски активности, потврди дека Чешка останува силен партнер на Македонија. Германија се соочува со сериозен недостиг на работна сила и годишно и се потребни околу 288.000 странски работници. Според експертите, ваквиот недостиг предизвикува економски проблеми и бара системски реформи за привлекување квалификувана работна сила од странство. Владата веќе донесе мерки за олеснување на пристапот на странски работници, вклучувајќи либерализација на визните процедури. Сепак, предизвиците остануваат, бидејќи Германија треба да обезбеди и подобри услови за интеграција на странските работници. Роботско куче со висока технологија помага на фармерите во Англија да ја зголемат продуктивноста и профитабилноста. Со користење напредна опрема и сензори, роботот собира податоци за здравието на животните, квалитетот на земјиштето и управувањето со ресурсите. Оваа иновација е дел од трендот на автоматизација во земјоделството, кој овозможува намалување на трошоците и поефикасно производство. Фармерите добиваат реални податоци во реално време, што им помага да донесуваат подобри одлуки. Милиардери инвестираат во создавање апчиња за продолжување на животот, насочени кон богатите, што поттикнува етички и социјални дилеми. Извршен директор предупредува дека овие технологии може да доведат до планета на луксузни зомби, каде само богатите ќе имаат пристап до продолжување на животот. Критичарите велат дека ова може да го продлабочи јазот меѓу богатите и сиромашните, создавајќи нееднаквост во здравието и животниот век. Сепак, поддржувачите тврдат дека ваквите иновации би можеле со време да станат достапни за сите. Американските власти во Калифорнија запленија над 3.000 фалсификувани гитари од марката Гибсон, чија вредност на пазарот се проценува на над $1 милион. Гитарите биле увезени од Кина и продавани како оригинални, што представува значителен удар за брендот и потрошувачите. Заплената е дел од поширока акција против фалсификуваните музички инструменти, која има за цел да ги заштити купувачите и да спречи нелегална трговија. Вистина е дека почетоците на македонските бендови се поврзуваат со средината на 20 век, кога модерната музика полека почна да го зазема своето место во културниот живот на Македонија. Вистина е дека во 50-тите години македонската музичка сцена беше доминирана од народната музика, но истовремено се појавуваа првите музички групи инспирирани од рок-н-ролот и џезот. Еден од првите познати ансамбли беше Кафе Театар Бенд, кој изведуваше џез и евергрини. Вистина е дека во текот на 60-тите, под влијание на глобалниот успех на бендови како Битлси и Ролинг Стоунс, младите музичари во Македонија почнаа да формираат свој рок и поп групи. Пример за тоа е Биспеш, кој се смета за еден од првите рок бендови во Македонија. Вистина е дека во 70-тите години Скопскиот фестивал стана платформа за промоција на новите музички таленти, меѓу кои се појавија и бендови. Овој период е значаен за развојот на поп и рок музиката во Македонија. Вистина е дека бендот Мадригали беше еден од најзначајните представници на оваа ера, комбинирајќи влијание од рок, поп и традиционалната македонска музика. Во исто време, Леп и Сол се формираше како прогресивен рок бенд, воведувајќи нови стандарди во музиката со комбинацијата на рок и македонски етнозвуци. Вистина е дека во 80-тите Македонија стана дел од поголемата југословенска рок сцена. Бендови како Мизар и Архангел донесоа уникатен звук инспириран од готик рок и македонската традиција. Популарни бендови од тоа време беа и Бастион, предводен од Кирил Џајковски, и Хаус ин Лаос, кои внесоа експериментален звук и влијание од новиот бран. Вистина е дека Радио Скопје играше клучна улога во промоцијата на новите бендови преку емисии посветени на рок и поп музиката. Локалните клубови и музичките сали станаа центри за настапи на овие групи, овозможувајќи им простор за директен контакт со публиката.
Вистина е дека почетоците на македонските бендови беа обележани со ентузијазам, влијание од странски сцени и креативност. Од првите рок и поп групи до прогресивниот звук на леп и сол и мрачниот тон на мизар, македонските бендови го поставија темелот на една богата и автентична музичка сцена. Сината светлина, која беше забележана на небото над Јапонија, го поттикна интересот за можна променлива астрономска појава или дури и некое необјаснимо природно случување. Астрономи и научници укажуваат дека овој феномен може да биде поврзан со одраз на сончевата светлина или слични природни ефекти, иако причината се уште не е целосно разјаснета. Според некои теории, појавата можеби е поврзана со географската позиција на местото и некои атмосферски услови. Чешка поддржува евроинтеграција на Македонија. Германија бара 288.000 странски работници годишно. Роботско куче го револуционира земјоделството во Англија. Богаташи создаваат апчиња за долговечност. Запленети 3000 фалсификувани Гибсон гитари. Почетоците на македонските бендови. Причини за појава на сина светлина.